Јованденски обичаи. Според Галаба Паликрушева, се до крајот на 19. век бил зачуван обичајот на одбирање кумови на Свети Јован. Така, при обичаите што се практикувале на зимен Свети Јован во охридските села, било забележано дека тие се разликувале од обичаите што се изведувале во градот Охрид. Кузман Шапкарев истакнал дека оној што ќе го купил крстот станувал кум на целото село и дека за таа година него го викаат Свети Јован и истовремено тој ги гоштевал сите соселани. Во некои предели во западниот дел од Македонија, како што се Порече, Кичевија, Железник, Струшки Дримкол и други, овој ден бил познат уште и како женски водици. На тој ден во Струшки Дримкол, исто така новите кумови ги земале крстовите од црква и оделе дома. По нив оделе и мажи и жени од селото и пееле светијовански песни. Кога ќе влезеле кај некој нов кум пееле: "Добро утро, нови куме", а тој од дома ќе одговорел: "Добро дошле, пријатели, ве донесол Свети Јован". По влегувањето кај новиот кум, мажите седнувале, а жените и девојките играле оро и пееле. За пеењето кумот и давал пари на една од жените. По ова се пиело вино, ракија, па се разделувале. Жените си оделе дома, а мажите оделе на поседок кај некој кој го носел името Јован. Во Струшки Дримкол и следниот ден, како на патерица, оделе на гости кај стариот кум или кај новиот кум. Тогаш кога се изведувале забави. Двајца се маскирале. Едниот се облекувал во женски алишта, а другиот облекувал бечви, шубара на главата и така преправени како маж и жена влегувале во секоја куќа. При тоа, жената ја носеле на магаре. Пред куќите ја семнувале и кога влегувала внатре се поклонувала како невеста, а при излегувањето ја качувале пак на магаре, при што укала. Така, шетале и пееле до доцна вечерта.